Светов во кој живееме не е истиот оној од пред 25 години. Не е оној среде кого ние, се уште крвави од војната, од востанието, од ослободувањето, певме лицем свртени кон Обединетите нации и кон нивното раѓање. 25 изминати години без друго не се оние што тогаш ги мислевме. Ние самите не сме само постари за 25 години, туку и за сето она што ги исполнува тие временски межници во нашиот живот, и со наш труд, и со наша победа, и со наше поревање, та дури и со повремен пораз наш од време на време. Светов наш не патуваше низ овие 25 години ни приближно по оние врвици по кои ние го мечтаевме и го пекавме, ниту пак постапи онака како што му предскажуваше англискиот филозоф Бертранд Расел, кога напиша дека светов наш или ќе остане подобар, или ќе стане подобар, или ќе се уништи. Светот стана и подобар и полош, но не се уништи. Стана подобар зашто кон слободен национален живот, кон државност, кон еманципација, кон учество во судбините на светот, кон прогрес, во текот на овие наши бурни, премрежни, тешки 25 години, врз темелите на нивната собствена ослободителна борба, пристапија десетици и десетици потиснати земји и народи, стотици и милиарда луѓе, цели континенти. Старите сеништа на колонијалното потисништво и на империалистичкиот гнев мораа пред силата на тие ослободителни удари да почнат да отстапуваат, при тоа наплатувајќи го секој чекор од тоа нивно отстапување со трижни крвопролевања и страдања, и да побараат за себе си нова маска, што би можела ним, така преправени, да им ги продолжи дните на господари и насилници. Не напуштајќи ја својата сурова природа, ниту своите апетити, империализмот се виде присилен да пристапи кон своја адаптација кон новите односи на сили. Светот стана подобар, зашто кон социјализам, како кон општествена практика, пристапија не само оние земји што по логиката и на своите револуционерни пресврти се именуваа себе си како социјалистички, туку и сиот свет. Социјализмот стана светска практика, напуштајќи ги тешко и болно, дефинитивно схематичните представи за него и збогатувајќи го својот пресвртнички опит со недоброен спектар од зафати и нијанси. Така што одделните поревања и кризи во практиката на одделните земји, та дури и самиот сталинизам и во односите меѓу нив, ја загубија силата да бидат сеопшти и решавачки знамени и за состојбата и за еднината на социјализмот. Социјализмот стана здив и надеж на современиот свет. Негова дневна практика, негова свест, веројатно затоа што се ослободи од државните граници, од стегите на одделните државни политики, од групните интереси во светскиот однос на сили. Да не ја надрастеше тешко и болно својата схематичност, да не ги надрастеше поривите кон негово изродување, да не ги надрастеше државните граници и ограниченоста на државната политика, да не станеше практика што ни сите светски пори пробива и израстува врз богатството на одделниот опит на земјите и на народите, врз одделното творештво во општествената практика, социјализмот веројатно ќе ја доживееше судбината што му ја предречуваа неговите најлути непријатели империалистите, оние што му предречуваа дека меѓу неговото битие и неговото порано или подоцна одродување ќе се спростре знак на еднаквост. Во оваа битка нам ни падна дел и на простум и на страдање, што го истрадавме достојно и низ кое допростумивме трижно зголемени во угледот над нашата материјална и географска големина. Светот стана подобар и низ парадоксот што стана мал. Меѓузависноста во процесот на тоа негово смалување, далечините му станаа дофатливи, судбините заеднички, стана клима во меѓународните односи. Клима што оневозможи дефинитивно одделните народи да бидат држани изолирано од светските грижи
и движења и потиснувани врз базата токму на таа нивна изолација. И макар што силата на силните и на големите овие 25 немирни години се множеше заканувачки и достигнат одаму што да може неколкукратно да ја уништи планетава, во Обединетите нации, како во едно од бројните огледала на современиот свет, се покажа, а во меѓународната практика се потврди, дека истата таа сила на силните и на големите, дури и кога снова заемни нагодби, мора да отвора во себе си и околу себе си простор за истовремена адаптација и кон зголемениот број на малите и средни народи во Асамблејата на Обединетите нации и кон нивната растечка улога во светските судбини. Иако Обединетите нации во тој контекст означуваат извикување на малите и на средните држави и народи кон присуство во светската политика, движењето на неврзаноста, движењето на неврзаните земји означува решителен пристап на неврзаните земји не само кон присуство во современиот свет, туку и кон активна улога во него, како во насоката на обезбедување на светскиот мир, така исто и во изградбата на нови демократски односи меѓу земјите и народите, односи чија главна асимптота ќе биде постојаното движење кон рамноправност, ако не во силата, тогаш во одговорност. Процесот на еманципација и на движењето на неврзаност, и на одделните неврзани земји, процесот на се поголема активизација на движењето на неврзаните и неговото прерастување во светски чинител, без друго е еден од најоптимистичките мигови на современиот свет. И тоа не заради фактот што ние учествуваме во него, што ја делиме и ја градиме неговата судбина, та затоа би биле готови да се само подкупиме со високата преценка што му ја признаваат и другите, туку заради неспорниот и неодминлив факт дека современиот свет токму во тоа се уште кревко и разнородно движење на неврзаноста, во таа бројна и сложена фамилија од неврзани земји и народи гледа веќе незаменлив фактор за воздейство врз политиката и на блоковите и на големите сили. Последниве признанија, особено полусака, изречени редум од најголемите сили, јасно го изместија прашањето за признавањето на улогата на неврзаните од планот на дипломатска куртуазија на планот на рационална политика и стратешко планирање. И се разбира, уште еднаш ги потврдија и нашите обврски и во движењето на неврзаните и во Обединетите нации. Иако Обединетите нации сиве овие 25 години останаа совест на човештвото, совест што силните и агресорите мораа да ја заобиколуваат, што еднаш веќе не можеа да ја впрегнат во своите кочи, движењето на неврзаните и во самите Обединети нации и вон од нив стана не само совест, туку и акција. Акција што ја витализира таа совест и ја прави не само контемплативен миг и утеха на слабите и на историјата, туку и чин на ограничувачка акција, чин на развоен и градителски потфат. Изминативе 25 години и во нашата собствена практика, и во животот и во практиката на Обединетите нации, беа голема школа за сите нас. Школа низ која сите ние моравме да истрадаме тешко, мачно, дури и крваво ослободување од многу илузии, школа во која учевме не само низ успесите, туку повеќе низ поревањата и бројните порази, школа низ која многу пати ја сведочевме и својата немоќ, и својата резигнација и пред силата, и пред суровоста, и пред каприцот на силните и насилниците. Но и школа, низ чии часови, тешко и макотрпно, низ кризи се пробивавме и се пробиваме до местото што го завземаме во светската политика и до улогава што ја играме во светските движења. Секоја чекора од тоа наше пробивање е извојувана не само низ една, не низ две, не низ три, туку низ недобројни траншеи што се копале против нас од многу страни, од многу заговорници и од многу пријатели. Мнозина, врвејќи ја таа стрмна, тешка, трновита и опасна врвица, се резигнираа. Мнозина се посомневаа и во Обединетите нации и во потребата од нивното создавање и постоење. Мнозина се присилија себе си да гледаат во Обединетите нации само како на Обединетите нации само како на јалова арена
среде кое се разигрува и ќе се разигрува само голозборноста, а не недостасаа и оние што се обидоа од Обединетите нации и од нивните органи да направат и маша и своје оружје. Сведувајќи ја равносметката за изминатите 25 години, лицем свртени кон Обединетите нации, со очи отворени и за нивните порази, и за нивните несовршеност, и за нивната окованост од страна на големите и парцијални интереси, без да бидеме и самите ние жртви на чувството на самопоткуп, што заразува кога се слават јубилеите, можеме со чиста мисла, без завивки, без излишни и купечки правдања, да го сведеме следното. Обединетите нации не беа ни полоши, ни подобри отколку што бевме ние самите. И светов во кој живееме, времево во кое се реализираме, не беа ни полоши, ни подобри отколку нашата собствена сила и мудрост, како човештво отколку нашата постојаност и несовршеност. Светот стана и подобар и полош, но не се уништи. Додека живее, додека се грчи и додека се бори. Има надежи, има простор за действување, има можност, можната апокалипса не само да се одложи, туку и да се отфрли сосема. Обединетите нации ќе ја имаат она иднина што ќе можеме ние да им ја освоиме. Дозволете ми да повторам дека не ја гледам таа иднина никако леснодофатлива, никако розова. Ја гледам како низа од долги, тешки, дневни сватки, низа од поревања, низа од порази, низа од макотрпни пробивања напред, низа од грчеви, низ кој светот наш ќе станува подобар, што подобар и што помалку лош, без да се уништи. Реализмот на оваа строга и стамена преценка е според мене единствената можност јубилеот на Обединетите нации достојно да се прослави, а неговата иднина да се догледа како неодминлива обврска низ која не ги отстојуваме само Обединетите нации, туку и себе си. Неколкуве страници гласна размисла по повод на јубилеот на Обединетите нации немаа претензии да бидат штогоде исцрпен преглед на сето сторено и несторено во нив и низ Обединетите нации. Уште помалку да бидат трајна преценка што ќе ја фиксира нивната улога безпризивно. Нивната премисла беше скромна и човечка. Вас, почитувани другарки и другари, да ве поттикнат на размисла што сака да прерасте во свест за обврската што допрва и како национален организам, и како заедница на народи и на народности, не можеме да ја одминеме, а истовремено да не се откажеме од многу нешто во себе си и од суштествен дел од нашите перспективи. Нека отстојуваат и нека живеат Обединетите нации.